Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во Афганистан, американските маринци започна масовна офанзива против Талибан. Со ова ја започнуваме емисијата, а меѓу другото ќе зборуваме за предстојната средба на американскиот и рускиот председател. Околу 4000 маринци во четвртокот започнаа со напад врз упоришта на Талибан во јужниот дел на Афганистан. Ова е прва поголема операција согласно новата стратегија на американскиот председател Барак Обама за стабилизирање на земјата. Американските сили, засилени со 650 афганистански војници и полицајци, во Мугри извршија офанзива во долниот дел на долината на реката Хелманд, центарот на талибанското бунтовништво. Дел од силите навлегоа во градовите и селата со конвои и оклопни возила, додека други пристигнаа со хеликоптери. Американската армија соопшти дека силите имаат задача да ги потиснат бунтовниците и да одржуваат безбедност пред председателските избори во Афганистан на 20 август. Пакистанската армија вели дека распоредила сили долж границата за да го пресретне повлекувањето на милитантите поради офанзивата под американско раководство, наречена Операција Анџар или Удар на мечот. Во одвоено соопштение, американски армиски портпарол информираше дека бунтовниците заробиле американски војник во источен Афганистан, но не даде детали. Рускиот председател вели дека Русија е подготвена да ги подобри дипломатските односи со Соединетите американски држави пред средбата со американскиот председател. Во видео обраќање поставено на интернет страницата на Кремљ, Дмитрий Медведев кажа дека американскиот председател Барак Обама се чини дека е подготвен да гради поефикасни односи и Русија е подготвена да го одигра својот дел. Обама заминува за Москва следната недела. Ова ќе биде прво патување на председателот Обама во Русија, но 20 лидери се сретнаа во Лондон во април. Тие зборуваа по телефон порано неделава за да се договорат за некои од прашањата. Како што кажавме, американскиот председател се подготвува да замине за Москва. Деталите од неговата агенда се уште не се познати, но се чини дека има добри шанси за поставување на американско-руските односи на нова основа. За некои од прашањата со кои се соочени двајцата лидери во приложение. Во мај, председателот Обама на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој беше во посета на Вашингтон, му порача дека САД и Русија имаат одлична можност да ги обноват билатералните односи по бројни прашања. Од нуклеарно оружје до ситуацијата во Афганистан и Пакистан, за пристапот кон иранското прашање, Блискиот исток, комерцијалните односи меѓу двете земји и како се справуваме со финансиската криза која предизвика големи проблеми во светската економија воопшто, изјави Обама. Министерот Лавров одговори позитивно. Мислам дека работиме на прагматичен, професионален начин врз база на заеднички интереси, каде ставовите ни се совпаѓаат и врз база на почит каде што имаме несогласувања, обидувајќи се да ги намалиме тие несогласувања во интерес на нашите држави и меѓународната стабилност. Еден од поголемите заеднички интереси е намалувањето на нуклеарниот арсенал. Напредокот на новиот договор, што треба да го замени СТАРТ, може да води кон потесна соработки за други прашања, вели Виктор Кременјук од Московскиот американско-канадски институт. Но проблеми има, како спречување на Иран да дојде до нуклеарно оружје и напредокот во градењето на системот за противракетна одбрана, на што Москва силно се противи. Како Русија постапува во однос на човековите права и дисидентите е уште едно од тие прашања, што многу активистички групи се залагаат да биде на врвот на агендата на Обама. Во март, председателот Медведев се сретна во Кремљ со поранешните сенатори Чак Хегел и Гери Харт, членови на двопартиска комисија за американската политика спрема Русија, кои сега го советуваат Обама да го покрене прашањето за човекови права, но во исто време да покаже почит за рускиот суверенитет, историја и традиција. Виктор Кременјук се согласува дека Русија мора да се демократизира ако сака и својата економија да ја модернизира, но тој вели надворешен притисок лесно може да биде контрапродуктивен. Колку силно Обама ќе притиска за овие прашања ќе стане појасно кога ќе ја посети Москва меѓу 6 и 8 јули. Утре во Newsflash.
Ден на независноста во САД 4 јули. Поглед во минатото, но и како американците го славаат празникот денеска. И одиме на другите вести. Документи од американската безбедност откриваат дека поранешниот ирачки диктатор Садам Хусейн на американските федерални агенти во 2004 им кажал дека дозволил светот да верува дека тој има оружје за масовно уништување затоа што не сакал да изгледа слаб во Ирак. Истражувачки институт, Националната безбедносна архива, во среда дојде до класифициран извештај за сите освен едно од 20 интервјуа и 5 слободни разговори, што FBI ги извел со Садам по декември 2003, кога беше фатен од американските сили. Во тие документи поранешниот ирачки председател предупредува за, како што ги нарекол, фанатичните лидери. Тој го осудил Осама Бин Ладен како заслепен фанатик и кажал дека немал никаква интеракција со Ал-Каида. Тој дури рекол дека жали што не дозволил Обединетите нации да бидат сведоци на уништувањето на ирачката резерва на оружје во 1991. Лидерот на привремената влада на Хондурас вели дека неговата земја нема да попушти под притисокот од надвор за враќање на Мануел Зелаја на председателска функција. Вршителот на функцијата председател Роберто Микелети го отфрли ултиматумот поставен од Организацијата на Американски држави до сабота да го врати на власт председателот Зелаја или Хондурас ке се соочи со суспензија од организацијата. Ако се врати, Зелаја може да биде уапсен, а тој најави дека планира да се врати во сабота од Панама, каде што е во моментов. Пучот на армијата беше во неделата, на денот кога требаше да се одржи референдум за уставни промени, што Врховниот суд подоцна го прогласи за нелегален. Според медиумите, администрацијата за регулирање на лекови се приклучила во истрагата за ненадејната смрт на Майкл Джексон на 25 јуни. Инволвирањето на агенцијата е наводно на барање на полицијата на Лос Анџелес. Истражителите изнале 2 големи торби со медицински докази од домот на Джексон. Има шпекулации дека лекови што се даваат само на рецепт биле причина за смртта на пејачот. И тоа е се за ова емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.